Централни вести, добро вечер. На почеток преглед на насловите од денеска. Дали Македонија е пред уште еден случај со серијски убиец? Што можат да донесат дополнителните анализи? За ДНК анализите ќе се почека малце подолг период. За пленетата дрога во Србија била пакувана во Македонија. Осомничени 6 лица. До каде може да стигне истрагата? Ќе дојдат до многу важни имиња кои што се дел или поврзани со моменталната опозицијска СДСМ. Обвинителката Ленче Ристоска со реакција по вчерашната изјава на премиерот дека таа не е во игра за државен јавен обвинител. Последни статистички податоци. Се зголемила платата, но и потрошувачката кошничка. И тоа за речиси 1000 денари. Секое семејство на работниците е посиромашно за 2000 денари за само 2 месеци. Македонија во ЕУ до 2027 година, но со определени услови. Кои се најновите информации од владата за нашите евроинтеграции? Дали е на повидок уште еден случај со серијски убиец во земјава? За свирепот убиство на 78 годишна жена во Кумановско. Осомничен е 25 годишник од селото Челопек. Основното јавно обвинителство Куманово отвори истрага и истражува можна поврзаност со уште неколку слични случаи. Дали станува збор за серија убиства и што откриваат новите ДНК и психијатриски вештачења? Чујте од Сања Трајковска-Ставров. Дали сирийски убиец одел од село во Старо Нагоричане, таргетирајќи стари и немоќни жени, свирепо ги претепувал или со перница ги задушувал додека спиеле за да ги ограби. Обвинителството се сумнева дека 25 годишниот ТБ, родом од село Малутино, што викендов беше уапсен за убиство на 78 годишна жена во Челопек, која ја нападнал додека спиела, претепувајќи ја до смрт, убивал и претходно. До сега ексхумација и обдукција е направена на уште една жена, а од обвинителството велат дека за евентуални други случаи на ископување на починати со цел да се дојде до траги и ДНК анализи за поврзаност, јавноста ќе биде известена. Во меѓувреме, обвинетиот е во притвор. Обезбедени се докази кои кажуваат на поврзаност на овој настан со неколку други слични случаи во Кумановско. Заради сличноста во однос на изборот на жртвите и суровиот начин на извршување на делото, се испитува дали и во тие случаи станува збор за убиства извршени од истиот сторител. За една од потенцијалните жртви вчера беше наредена ексхумација и обдукција од телото на починатата жена, се подигнати траги од ДНК кои се на вештачење. Велат од обвинителството. Оттаму додаваат дека е наредено и психијатриско вештачење од страна на тим вешти лица, форензички психијатри од Институтот за психијатрија во Скопје. Во овакви случаи, колку подолг период минал по настанатата смрт, толку е поголем ризикот на одите да бидат недоволни, но сепак со детални анализи поврзаност може да се утврди, само потребно е време, велат за Канал 5 од Судска медицина. По наредба на обвинителството се откопува телото од местото каде што е погребано и се врши обдукција. Доколку телото е сочувано, доколку се најдат очигледни видливи повреди, ние резултатите може да ги дадеме веднаш. За ДНК анализите ќе се почека малце подолг период, затоа што тоа е процес, лабораториска постапка е. Во поновата македонска криминална историја, како најпознати сирийски убици се споменуваат Владо Танески, познат како Кичевскиот монструм, и Виктор Карамарков, нарекуван Македонскиот Расколников. Танески беше уапсен во 2008 година под сомнение дека убил најмалку 3 жени во Кичевскиот регион. Неколку дена по апсењето беше пронајден мртов во келијата во притвор. Според тогашните информации се самоубил, давејќи се во кофа со вода, а случајот заврши без судска пресуда. Карамарков во 2009 уби 4 повозрасни жени во Скопје, пошто беше осуден на доживотен затвор. 8,8 тони канабис биле подготвувани за таен транспорт од Македонија кон Србија. Осомничени се 6 лица, меѓу кои собственик на фирмата Алфа Фарм, со упатства за пакување и логистика на дрогата.
Во јавноста се отвори прашањето за можни политички врски и поддршка од високи структури. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. 8,8 тони канабис пакувани во 200 кутии повеќе од 2 недели биле подготвувани да заминат за Србија. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција отвори истрага против 6 лица, осомничени за неовластено изработување и пуштање во промет на наркотична дрога, кокаин и марихуана, поврзани со дрогата што беше заплената во близина на Крушевац, од кои 2 се уапсени во Србија, а 4 кај нас, и ним веќе им е одреден притвор. Првоосомничен е Иван Драгник, еден од собствениците на фирмата за канабис Алфа Фарм од Скопје. Тој марихуаната ја набавил од фирми во Струмичко и на своите вработени во декември лани им наредил да ја спакуваат, а откако ја завршиле работата, им дал колективен одмор. Операцијата за транспорт до Србија почнала на 13 јануари, кога во попладневните часови 2 ортаци на Драгник, од кои едниот уапсен во Србија, а другиот кај нас, со камиони и автомобили. Марихуаната ја префрлиле од објектот на фирмата во Охис до локација во близина на Свети Николе. Таму дрогата потоа била префрлена во камион кој претходно бил натоварен со царината стока. Во атарот на селото Сарамзалино останатите 5 осомничени на паркинг просторот кај локалната црква во селото извршиле претовар на царинетата стока од еден камион во друг. Потоа осомничените заминале за Свети Николе, каде во испразнетото товарно возило биле натоварени кутиите со сув цвет од канабис. По извршениот утовар, осомничените на кои претходно им беше определен краткотраен притвор, со камионот се упатиле кон граничниот премин Табановце и ја напуштиле државата, заедно со уште 3 осомничени кои биле во автомобил. Потоа, откако влегле во Србија, веќе утрото на 14 јануари во 3 часот по полнок пристигнале до куќата во која марихуаната била растоварена, а потоа и откриена од страна на српската полиција на крајот на месецот. Кривичната пријава ја најави синоќа министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во гостување во телевизија 21. Суштинското прашање кој јас се прашувам, не е како излегло од Македонија. Туку Како влегла во Србија, зошто? Согласно договорот кој што ги имаме One Stop, таков е договорот и така е имплементиран и така треба да е имплементиран. Секоја полиција, односно Министерството за внатрешни работи и гранична полиција на Министерството за внатрешни работи на Македонија, во рамки на граничната контрола го штити влезот во Македонија, односно излезот на Србија и влезот во Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски вчера на Канал 5 кажа дека истрагата води до лица блиски до опозицијскиот блок, но и до поранешни политичари. Премиерот нагласи и дека случајот ќе биде целосно расчистен и подкрепен со докази, отфрлајќи ги обвинувањата за политички реваншизам. Јас нема да зборувам, но мислам дека ќе дојдат до многу важни имиња кои што се дел или поврзани со моменталната опозицијска СДСМ, делумно и со така наречениот Европски фронт, но и со поранешни политичари. Само тогаш да не биде дека е тоа политички реваншизам. Се ќе биде подкрепено со докази. Затоа што да не биде тогаш моето семејство зошто вака, зошто така. Сите ќе бидат вклучени. Бидејќи знаат да го напаѓаат и моето семејство и семејствата на луѓето од владата, тогаш треба да се свесни дека и нивните семејства за кои што постојат докази, посебно во овој случај, ќе бидат одговорни за многу работи. Од друга страна, од СДСМ обвинуваат дека без поддршка, знаење и логистика на највисоките структури во власта не можело да поминат 5 тони дрога со толку многу камиони преку македонската граница. 20-годишникот Мала Речица е под истрага за тероризам, соопшти обвинителството за гонење организиран криминал. Осомничениот, кој во моментов се наоѓа во 30-дневен притвор, како што посочија од обвинителството, на крајот на јануари годинава преку апликацијата Discord испратил сериозна закана дека е подготвен да изврши напад со калашников, при тоа појаснувајќи дека истиот е со нарушено психичко здравје. Инспирација за ваков напад, како што стои во соопштението, му бил настан од 2012 во САД, кога Адам Ланза, 20-годишно момче во училиште во САД со автоматска пушка убило 26 лица, од кои 20 деца.
Заканите ги забележала и FBI, откаде што ја известиле амбасадата на САД во земјава, која што пак го алармирала нашето обвинителство и полицијата. Предходно и од МВР информираат дека по извршен претрес кај осомничениот биле пронајдени и одземени секира, 5 ножа, телескоп, неколку мобилни и компјутер. Исто така од таткото на осомничениот е одземан и пиштол за кој што поседува дозвола, но и повеќе парчиња муниција. Обвинителката Ленче Ристоска остро реагира откако премиерот Мицкоски јавно кажа дека таа не е во игра за нов државен обвинител. Ристоска порачува дека исклучување кандидат без анализа на програмата и професионалниот пат отвора сериозни прашања за критериумите што се применуваат. За оваа тема денес имаше и голем број партиски реакции. Михајло Видимлиски. Обвинителката Ленче Ристоска не е во игра за нов републички јавен обвинител. Премиерот Христијан Мицкоски во синокешното само интервју беше дециден дека од четворицата кандидати кои го поминаа филтерот во Советот на јавните обвинители, владата откако ќе ги добие образложените позитивни мислења, ќе бира меѓу тројцата кандидати: Анита Тополова Исајловска, Лидија Рејчевиќ и Ненад Савески. Но не и Ристоска, која ги води предметите талир за финансирањето на партијата ВМРО ДПМНЕ. Дали сите се во игра, вклучително и Ленче Ристовска? Апсолутно не се сите во игра и мојот став поврзано со тоа име е апсолутно дека тоа име не е во игра. Добро, значи барем тројца има во игра, ако можам да заклучам од Па еве, искатализиравме барем некаков одговор од четворица, тројца. Ристоска, која е обвинител во Скопското обвинителство, а порано и дел од СЈО, преку писмена реакција, порача дека кога кандидат однапред се исклучува без анализа на неговата програма и професионален пат, тоа отвора прашања за природата на критериумите што се применуваат. Уверена сум дека избор од вакво значење мора да биде заснован на квалитет, а не на подобност. Професионалците во системот мора да знаат дека нивниот труд и стручност се единствената валута што треба да одлучува. Во спротивно, ризикуваме да испратиме порака дека без разлика на компетентноста, подобноста е примарна, а тоа не е патот по кој треба да се движи едно демократско општество. На реакцијата на Ристоска, одговор стигна од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Од партијата ја повикаа додека јавно говори за подобности и критериуми, да престане да лобира кај функционери на ВМРО ДПМНЕ. Ристоска мора да е свесна дека има јасни критериуми за таа позиција и дека ако таа е навикната подобноста да е еден од нив, како што тоа беше во СЈО каде таа беше десна рака на Јанева, тоа овој пат не е случај. Ова се други времења и потребни се интегритет, професионалност, одговорност. Од СДСМ пак обвинуваа дека исклучувањето на Ристоска од трката е доказ дека промената на јавниот обвинител се прави со цел власта да воспостави целосна контрола врз судството и обвинителството. Сега го гледаме сценариото за изборот на нов јавен обвинител по мерка на Мицкоски. Независен јавен обвинител не му одговара на Мицкоски затоа што не може да го контролира. Професионалец со интегритет не му се вклопува во концептот. Следува целосно погребување на правдата и правната држава, исто како во времето на Никола Груевски. Стои меѓу другото во партиското соопштение. Од Советот на јавните обвинители информираа дека веќе го испратиле дописот до владата со мислењата за кандидатите и сега е на владата да одлучи кој од нив ќе го предложи за избор до собранието. Рок за ова нема. Од 5 теми на пријавени, единствено зелено светло не доби екс-судијата Владимир Панчевски, откако Советот едногласно утврди дека тој не го исполнува посебниот критериум да има 10 годишен непрекинат стаж, аргумент кој тој го оспорува и најави правна битка. Вакцина има, но свест и медицинска едукација не. 16 годишни девојчиња имаат компликации, предизвикани од ХПВ вирусот. Вакцината е главната заштита не само за цервикалниот карцином, уште за 6 други. Просечната нето плата во декември 2025 достигна 46.889 денари, што е раст од 7,6% во споредба со истиот месец претходната година. Синдикалната минимална кошница пак повторно порасна. Во февруари 2026 е речиси 1000 денари повеќе од јануари. Што значи ова зголемување за семејниот буџет? Дознайте од прилогот на Сандра Спасовска.
Втор месец поред минималната синдикална кошничка потешка за речиси 1000 денари. Сојузот на синдикати ја објави новата пресметка која за февруари изнесува 67.382 денари и е зголемена за 969 денари. За еден месец на едно 4-члено семејство, според пресметките на синдикатот, само за храна и пијалаци им биле потребни над 25.000 денари. Пресметките покажуваат дека последниве 3 месеци зголемувањето е најголемо токму во делот на храната. Па така во декември за храна и пијалаци потребни биле 23.648 денари, во јануари 24.211 денари, додека во февруари оваа сума изнесува 25.156 денари. Првиот човек на ССМ Слободен Трендафилов вели растот на трошоците за живот веќе го изеде најавеното зголемување на минималната плата, кое треба да се случи во март. Од синдикатот уште еднаш повторија дека е потребно час поскоро измени на законот за минимална плата, со што истата би достигнала 600 евра, а не како што е досега законски во март да се зголеми за околу 1500 денари. За 2 месеци од почетокот на годината веќе го изеде најавеното усогласување на минималната плата кое функционерите сакаат да им го дадат на работниците за 1500 денари, односно вредноста и секое семејство на работниците е посиромашно за 2000 денари за само 2 месеци. За 24 месеци, односно онолку време колку што одбиваат да зголемат минималната плата, вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за повеќе од 10.000 денари. Во меѓувреме Државниот завод за статистика ги објави податоците за износот на просечната нето плата исплатена по вработен во месец декември, која изнесувала 46.889 денари и бележи годишен раст од 7,6%. И натаму највисоките плати се исплатени во IT секторот, каде што просекот изнесува околу 86.000 денари, а најниските плати кои достигнуваат околу 33.000 денари се исплатени во угостителството. А тоа што во секоја држава треба да биде техничко и безбедносно прашање, набавка на соодветен државен авион, кај нас е тема за политичка пресметка. Од СДСМ и денеска побараа владата парите за авионот да ги пренаменеле за 600 евра минимална плата. Доста е луксус врз грбот на народот, доста е расфрлање со милиони, авиони, мали, големи. Законот за минимална плата, поднесен од пратеничката група на СДСМ и коалицијата, е на дневен ред во собранието. Прифатете го. Направете ребаланс, парите за нов авион пренасочете ги за минимални повисоки плати. Без изговори, без калкулации, работниците да добијат плати какви што заслужуваат. Влез во ЕУ, но без право на глас. Премиерот Мицкоски открива сценарио за членство на Македонија во 2027-та. Брисел бара усогласување со надворешната политика и владење на правото, а за земјава и уставни измени. Мицкоски засега не гледа можен консензус со СДСМ за начинот на одење по европскиот пат. Јован Ѓорговски. Влез во Европската унија, но без право на глас. Ова, како што открива само интервју, премиерот Христијан Мицкоски е една од сценаријата за кои се разговара во Брисел за интеграција на земјава. Идејата, како што нагласи тој, е Македонија заедно со Албанија, Црна Гора и Украина да влезат во унијата на почетокот на 2027 година, но со ограничени права и заштитни механизми. Сепак за и тоа да се случи, според него постојат два услова, односно усогласување со надворешната политика на Брисел и владење на правото. Но очекува за Македонија дополнителен услов да бидат и уставните измени. Постои една идеја која што се погласно се слуша и во Брисел и наоколу и го опфаќа мировниот план за Украина, интеграцијата на Украина, а со цел идна реконструкција во рамките на Европската унија би бил на брза трака. Тоа би било непринципелно кон Западниот Балкан и постојат две сценарија, добро е што и ние како Македонија сме во двете сценарија. Но тука се два задолжителни услови кои што мора да бидат исполнети. Првото е заедничка надворешна и безбедносна политика и второто е владење на право. А уставните измени нема да бидат за нас претпоставувам и тоа ќе биде. Мицкоски вели дека не гледа начин да се најде консензус со опозицијската СДСМ за евроинтеграциите на земјава. Во интервјуто порача дека обид за такво нешто имало пред прифаќањето на францускиот предлог, каде тврди дека барал историската комисија и уставните измени да не бидат дел од преговарачката рамка. Но тоа не било прифатено од тогашниот премиер Ковачевски.
Јас со председателот на СДСМ имав една средба во владата, кога дојде. Кога ја отворивме таа тема, тој јасно кажува дека има различни позиции, дека тој би го сменил уставот кога би можело уште утре. За него тоа не е никаков проблем. И кога имаме така различни позиции, јас не гледам како можеме ние да најдеме консензус. Но тоа е тоа меко ткиво моментално што го има македонскиот идентитет, се вика СДСМ, се вика водство на СДСМ. Пораките на Мицкоски дојда истовремено со стапувањето на должност на техничката влада во Бугарија, која има за цел да ги организира предвремените парламентарни избори закажани за 19 април. За министерка за надворешни работи е поставена Надежда Неински, со која шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски денеска остварил и телефонски разговор. Во разговорот, како што напиша тој на социјалните мрежи, нагласил дека односите меѓу двете земји треба да се градат врз принципите на добрососедство, пријателство и соработка, а иницирал и билатерална средба, која би се реализирала во периодот кој доаѓа. Новиот предлог закон за помилување го укинува механизмот на аболиција и ја ограничува дискрецијата на председателот. Помилувањето ќе се однесува само на правосилно осудени лица, со цел транспарентна и правично регулирана постапка. Експертите предупредуваат дека законот носи можности за корекција на правдата, но остава простор за дискусии и доработка. Дејан Трајковски. На помилувањето не треба да се гледа како инструмент на политичката моќ, туку како корективна правда и акт на милост, во кој треба да се анулираат злоупотребите, порача научно-експертската фела по однос на предлог законот за аболиции. Целта пред се е да се дојде до јасна и транспарентна постапка за помилување, воедно и пократки рокови за постапување на надлежните институции. Клучно, аболиции како спас од кривичен прогон веќе нема да има. Клучната измена во овој предлог закон за помилување е тоа што се укинува аболицијата, што значи дека председателот на државата ќе може да дава помилување само на правосилно осудени лица, но не и во делот на кривично гонење, согласно современите тенденции на казненото право, но и одредени контраверзни случаи кои што ги имавме, го искористија правото на аболиција некои од предходните председатели. Председателката на државата Силјановска Давкова, во чии раце инструментот за помилување, вели дека при носењето на законот треба како пример да се зема најлошите председатели во земјата, кои посегнале по злоупотреба на дискреционото право. Воедно таа побара од Министерството за правда да преземат повеќе одговорност по ова прашање. Има простор за дискреционо однесување. Прашањето е како да се сведе на минимум или дури како да се анулира дискрецијата. Оти во демократски политички систем не треба да има простор за вакво постапување. Во ова мое речиси 2-годишно искуство, најчестиот одговор, а да не е и секогаш, од што го добиваме од Министерството за правда е се одбива. Се одбива. Сега си велиме тоа, дали е тоа бегање од одговорност? Сепак, кај дел од научно-експертската фела има и поделени мислења и забелешки. Лица кои сгрешиле, не значи дека постојано таа грешка треба да биде да тие постојано од неја ги трпат последиците. Напротив, ако има искрено каење и успешна ресоциализација, тоа е сериозен критериум за добивање на помилување. И претходно немавме во законот упатување на групно помилување, а тоа сепак си најде начин да се спроведува и се плашам дека ако немаме некоја одредба што тоа ќе го исклучува, дека е можно таа практика да си продолжи, а таа е практика извор за корупција, бидејќи се дава простор на казнопоправните домови да си прават листи. Инаку предлог законот за помилување е готов и е објавен на ЕНЕР, па откако ќе се добијат сите сугестии и предлози и ќе бидат разгледани, ќе биде доставен во владина процедура. Министерката за образование Весна Јаневска не одстапува од новиот закон за високо образование. Смета дека тој ќе донесе регулиран развој на високото образование.
Дезинформации ги нарече тврдењата дека ќе се укинуваат вонредните студии на сите факултети. Маја Стојановска. Неточна информацијата дека целосно ќе се укине вонредното студирање на факултетите, вели министерката за образование Весна Јаневска. Таа појаснува дека со новиот закон за високото образование во најголем дел состојбата останува непроменета, а единствената новина се однесува на укинувањето на вонредните студии на наставничките факултети. Според Јаневска, оваа промена има за цел да го подобри квалитетот на образованието, нагласувајќи дека идните наставници мора да поминат практична обука и да имаат директна работа со ученици, за да бидат соодветно подготвени за наставниот процес. За да можат да се соочат со новите методологии на предавања и комуникација со децата од 1 до 4 клас, тие мора да имаат пракса. А зошто? Затоа што ни се последни написа. Да се на прво место никој нема да ги дискутира наставничките факултети. По реакциите од професорската фела, Јаневска уверува дека со новиот закон нема да има нарушување на автономијата на универзитетите. Според неа тој ќе придонесе за поголема контрола и отчетност на високообразовните институции, повеќе научни трудови и подобро вмрежување, со крајна цел повисок квалитет на високото образование во земјава. Дел од конструктивните забелешки од јавната расправа, како што посочи, веќе се прифатени. Имплементацијата оди лесно, за неколку години ние веќе ќе имаме видлив пораст на квалитетот и покачување на нашите универзитети на ранг листите. Професорите слободно дискутираа членови од законот, имаше навистина конструктивни предлози и сите што беа конструктивни ќе бидат прифатени, има и технички грешки во законот, затоа се јавните расправи. По јавната расправа на Универзитетот Мајка Тереза, која се одржа пред 2 дена, Јаневска посочи дека остануваат неколку членови кои треба да бидат разгледани и дискутирани. Законот се очекува да биде изготвен до крајот на месецов, пошто неговата финална верзија ќе се најде на комисиска расправа пред пратениците. И 16-годишни девојки имаат компликации предизвикани од ХПВ вирусот, алармираат лекарите. Во Македонија, за разлика од развиените земји, процентот на вакцинација против овој вирус е многу мал, па затоа тој слободно се шири. И затоа медицинските лица апелираат за поширока вакцинација со цел сузбивање на ширењето на вирусот. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Се почесто 16-годишни тинеџерки се пациентки на клиниката за гинекологија и акушерство со потврден ХПВ вирус. Гинеколозите велат дека ХПВ вирусот забележува тренд на зголемување и вирус кој се пренесува по сексуален пат. Единствен начин за превенција е вакцина против ХПВ, заштитен сексуален однос и редовни прегледи. Го добиваме од анамнестичките податоци кај пациентите кои што имаат млади, високоризични, посебно 16-18, кои што биле уште во 2-валентната вакцина, секогаш овие кои што доаѓаат, кои што се со позитивни, она што имаат преинвазивни, па дури рана возраст цервикален карцином, затоа што во 2017 и 2020 18 годишни девојчиња беа детектирани, сите тие се невакцинирани. Значи, вакцината е главната заштита не само за цервикалниот карцином, уште за 6 други. Орофарингиалниот карцином, поразговарајте со колегите на ОРЛ и со од онкологија, ќе видите дека уште поголема поврзано со ХПВ се јавува и поголема експанзија на истиот. По информацијата дека само 10 од 109 оделенци биле вакцинирани против ХПВ во градски средини е навистина загрижувачки, бидејќи од грлото на рак на матка се умира. Гинеколозите објаснуваат дека родителите не треба да се информираат за оваа вакцина од социјалните мрежи. Она што го направивме е дека од минатата година и девојчињата и момчињата се влезени во бесплатниот вакцинален календар и проширена е онаа кетчап период што зборуваме, ако порано само од 12 до 14 години беа бесплатни, сега сите момчиња и девојчиња кои што се на возраст од 12 до 19 години може слободно да се вакцинираат. Најнизок упфат со ХПВ вакцинација е во општините Аеродром, Карпош и Центар, каде процентот стигнува и до 30%. Гинеколозите велат дека задолжителната ХПВ вакцинација е воведена од 2009 година и се уште е во редовниот и задолжителен календар, каде се вакцинираат и момчиња. Само вистина во продолжение. Вечерва со Ивана Стојановска.
Пријатно.